Добре дојдовте во нов Асном. Денеска се конституира новото собрание, каде што во идната влада ќе влезат Влен, Знам и ВМРО-ДПМНЕ. И главно прашање, дали пораката на гласачот, на македонецот, беше исто таква да има ваква влада. Тоест, кои беа главните пораки кои гласачите ја пратија до новата влада? Имавме три главни пораки кои гласачите ја пратија до новата влада, но пред да ги анализираме истите, мораме да имаме во предвид дека минатото гласање за парламентарните избори на 8 мај, гласачите не гласаа за политиката на ВМРО-ДПМНЕ, него напротив гласаа против предавничката коруптивна политика што ја имаше СДСМ и ДУИ. И тоа е главната карактеристика на минатите изборни гласања, дека се гласаше од револт. ВМРО-ДПМНЕ доби револтиран глас, а и болката што СДСМ му ја нанесе на македонецот е многу поголема од неспособноста на ВМРО-ДПМНЕ истата да ја спречи. Впрочем, раководството на ВМРО-ДПМНЕ е исто како и пред 4 години. И тоа не знаеше да се справи и да го спречи, например, предавството што се случи во 2019 година и да спречи разни катастрофални политики, како, например, пописот, кој ни го донесе балансерот и кој е апсолутно лажен попис и не ја рефлектира вистината за демографијата во Македонија. Како и да е, трите пораки што гласачот ги даде се следни. Македонецот е против влез во ЕУ. Македонците се против влез во ЕУ и они не сакаат да бидат дел од ЕУ патот кој им беше понуден. Втората порака е дека македонците не сакаат албанска партија да биде дел од новата влада. И третата порака, која е консистентна порака која праќаат македонците овие 20-30 години, е дека македонците сакаат правда и правдини, избоктисано име од корупција и криминал. Првото заклучок и порака на гласачите, односно на македонците, е дека они се против патот на ЕУ. И тоа бројот на гласови на политичките партии што го добија визави нивните слогани и заложби го потврдува тоа. За минатите избори, три партии ВМРО-ДПМНЕ, Знам и Левица има изразито анти-ЕУ карактер, тоест да не влезат бугарите во уставот, онака како што е барано, и тоа они резолутно го кажуваа и велеа, освен тоа што Левица имаше и додатни некои барања кои беа прекинување на Преспанскиот договор и анти-НАТО заложбата. Така да, од една страна имавме на анти-ЕУ агенда, која на нас ни се понуди. Европската комисија, Европската унија, многу дипломати кажаа дека она што ни се нуди и влез на бугарите во уставот и отварање на преговорите е единствена шанса за нас да влеземе во ЕУ. И тоа македонецот го одби. Наспроти тоа, ние имавме политиката на СДСМ и нивната заложба нема откажување од иднината, која што доби рекорден мал број на гласачи од 154.000 гласачи. Ефективно, македонецот се откажа од иднината која СДСМ ја понуди и таа е наша европска иднина од која ние не ја сакаме. И впрочем, ова не е случајно. Во 2018 година, на 30 септември, имавме еден неуспешен референдум со кој македонецот јасно и гласно кажа: ние не сакаме да бидеме дел од ЕУ и НАТО како Северна Македонија. Во тој контекст, ова гласање што го имавме сега само продолжување на консистентната политичка волја на македонецот која си ја изразува. Но дали таа се рефлектира
во политиката на нашите партии тоа е друга работа. И затоа сме тука кај што сме. Северна Македонија против наша политичка волја и нашата политичка волја е против ЕУ. И тоа е едно нормално. Затоа што денеска во ЕУ имаме активна, отворена дискриминација против македонците во Егејска и Пиринска Македонија, каде што нашите браќа ги немаат основните човекови права кои им се нудат на остатокот на граѓаните на Европската Унија. Ова е спротивно од многу ЕУ резолуции, од Копенхашките критериуми, од фундаменталните, од договорот на Европа, поглавието за фундаментални односи, тоест членот 12 од договорот на Европа, каде што им се гарантира на секој граѓанин на Европа freedom of association, одна слобода на асоциација и сојузи да си прават со кого сакаат. Денеска македонецот е дискриминиран и во Лерин, и во Благоевград само и само за тоа што е македонец. Не може да отвори никакви клубови, граѓански асоциации на етничка, социјална, политичка и спортска и било каква основа. Ова е активна дискриминација од страна на Бугарија и Грција, која е поддржана од Европската Унија, која со новите ингеренции што ја има, може да ги санкционира, но тоа не го прави. И заради нивната политика, бугарска и грчка, преку преспанскиот и бугарскиот договор, таа активна дискриминација ни ја внесоа тука нам, да ја спроведуваат домашни политички партии против нашата политичка суверена волја. Тоа македонецот не го сака и затоа имаме вакво гласање и на 30 септември 2018 и сега на 8 мај. За ваквото анти-ЕУ расположение нашите западни сојузници кои водат генерално антимакедонска политика и ја буткаат оваа земја внатре во ЕУ против нашата волја, се многу загрижени. Така да имавме веднаш после гласањето на 14 мај имавме лиферување на информација дека има анкета на Игри каде што македонците сакаат во ЕУ, но не веруваат дека Унијата ќе ги отвори вратите. Ова, например, го имаше даден носител. Меѓу другото кажува дека високи 68% од македонците се за ЕУ. Тотално различно од она што гласачите го дадоа на 8 мај. Оваа анкета ја спровела ИРИ, тоа е Меѓународниот републикански институт. Тоа е невладина организација која е формирана 83 година од американскиот претседател Роналд Реган како резултат на неуспешните операции на ЦИА и субверзивни дејности на ЦИА што ги има работено во Иран и Никарагва. Нивната неуспешна политика резултира со толкава револтираност во американската јавност да Роналд Реган го зима делот од ЦИА кој е за специјални операции и формира така наречени невладини организации. Така е формиран и ИРИ кој врши одредени операции и дејности кои се кои се лажни вести кои демек ние сме убедени во европската иднина кога македонецот гласа против таа. Тоа е таа специјална војна која се користи против нас. И ако видиме на нивниот на веб страна International Republican Institute, ќе видиме дека они се финансирани, кои се главните финансиери, тоа е US State Department, значи американскиот taxpayer, и US Agency for International Development, како и The National Endowment for Democracy. Овие се сите американски американски владени тела кои се представуваат како невладина организација.
Толку за нив и нивната пропагација на невистини овдека и тоа е само уште една потврда дека ние сме под една специјална информацијска и хибридна војна која се води против нашата волја да се прикаже нешто што не е. Како и да е, македонецот е цврст во своите ставови дека е анти-ЕУ, чисто затоа што има дискриминација и он е дискриминиран од истата. Сега се поставува прашањето под кои услови Македонија ќе биде горда и што тоа значи македонецот да биде горд, односно слоганот таков беше на ВМРО-ДПМН која формира идната влада. Ние македонците ќе бидеме горди само и само ако го прекинеме предавничкиот Преспански договор и подмолниот Бугарски договор и ја вратиме оваа држава името и го вратиме Република Македонија. Тоа е нашата гордост. Сега споредете го сето тоа со вчерашната изјава на председателка Давкова, која што рече дека го прифаќа Преспански договор. Тоа е реалност и дека она ќе се води под истиот. Прашањето сега, како ќе бидеме горди со исполнување на предавничкиот Преспански договор. Ова е само една мал удел како ќе владее ВМРО-ДПМН. И ќе гледаме многу повеќе од ваква хипокризија и лаги, но времето тоа ќе си го покаже. Како и да е, втората порака што ја прати македонецот е дека македонците не сакаат албански коалиционен партнер во идната влада. Ова го потврдува бројот на пратеници. Тоа е визави пораката што ја праќа албанските политички партнери. На минатите избори двете коалиции и ВЛЕН и за Европска Индија има слични или идентични ставови, а тоа е микс од федералистички уредување на државата заедно со антимакедонска ЕУ агенда, тоест прифаќање на бугарите да влезат во уставот на државата, плюс бирање на председателски кандидат во собранието по охридски принцип, заедно со бришање на 20% и федерализација на државата. Значи, тоа беше барањето на албанските два блока, кој беше заедничка, и македонецот излезе во рекорден број, многу повише од минатите избори, околу 140-150 илјади души повеќе излегоа и му дадоа порака. Нас не има, вас ве нема. И дадоа јасен сигнал до ВМРО-ДПМН со 58 пратеници да бира со кого ќе прави влада. Дали со левица или знам, или со левица и знам, а да не потпадне под уцени на албански политички коалиционен партнер. Но што направи ДПМН? Прво што направи, отиде во седиштето на ВЛЕН и ја отвори можност за иден коалиционен партнер да биде ВЛЕН и тоа се остварува сега. Тоа значи дека ВМРО-ДПМН ја пропушти шансата што му ја понуди гласачот, а тоа е да формира една промакедонска влада, со која ќе има промакедонска агенда, која ќе ги реши вистинските реалните проблеми што ги има. Двојазичноста е реалативен проблем кој носи само поделби и подвоеност во оваа државна, а не унифицираност. Изборниот законник кој е антимакедонски, 6 изборни единици каде што албанска партија со 7 до 7,5 илјади гласачи добива еден пратеник, а македонската мала партија му треба 12 или 13 илјади гласови за еден парламентарец, е уште една тема која можеш да ја обработи, како и спроведување на праведен попис кој ќе ја отслика вистинската реалност во нашата држава. За жал ДПМН, ВМРО-ДПМН тоа не го направи и избра да има албански политички коалиционер во идната влада. Тоа само кажува дека
внесувањето на Влен во коалиција значи дека ВМРО-ДПМНЕ е слуга на албанските партии и е слуга и мора да ги земе во обзир барањата на Влен, кои се или федералистички или пак се антимакедонски. И затоа Влен ја добива ресорот европски интеграции. Он е гарантот дека оваа земја ќе продолжи по патеката на ЕУ патот и поред јасно, кристално, чисто изразена волја на македонецот дека е против таквиот пат. Значи, исто така, влегување на Влен во владата значи да може да подразбере дека ВМРО-ДПМНЕ не знае да се справи со предизвиците доколку има промакедонска партија. Тоест, не може докрај да испорача правна држава. Затоа што со правни мерки може да се минимализираат сите ризици што би дошле доколку нема албанска партија во идната македонска влада. Исто така може ова да се толку дека ВМРО-ДПМНЕ е слуга на западните интереси кои преферираат Влен да биде во иднина дел од владата. Ова се дел од некои размислувања, а аргументот дека потребен е Влен за да се смени уставот уште еднаш е само маска за Влен да биде дел од владата. Имање на голема агенда како да се менува устав и да се прават грандиозни промени е само маска за да биде дел од владата, и минатото имавме такви заложби. Тоа го имаше Груевски кога влезе со ДУИ и направи некои козметички судски реформи, но немаше никакви фундаментална разлика, затоа е истиот е во Будимпешта. Потоа го направи Заев, нема правда, нема мир. Истите беа резултати и сега гледаме уште едне такви реторика. Очекувањата се големи секако, но ќе видиме дали ќе бидат испоречени резултати од неспособното раководство на ВМРО-ДПМНЕ кое не знаеше да го спречи и не знаеше како да го спречи предавството, ниту пак пописот, а сега ќе прави уставни реформи. Како и да е, идната влада, фокусот ќе биде дефинитивно антикорупцијска, барем така најавуваат, и економијата на сметка на националната кауза. И ВМРО-ДПМНЕ ќе гледа истата да ја супресира и игнорира. Тоест, оваа влада ќе сака да не научи да живееме со предавството и живење предамнички да ни е нас нормално. Впрочем, затоа синоќа, вчера, председателката Давкова кажа дека ќе го почитува Преспанскиот договор, дека она била против неговото донесување, но дека тоа е реалност, таква е и изјавата на Мицковски, и они сакаат нас да не научат да живееме петоколонашки, предавнички и со тој наметнат и Преспански договор и со оваа откроирана држава наречена Северна Македонија. Значи, во иднина, они пак ќе не гњават со ЕУ безнадежно и ќе гледаат со тоа ВМРО-ДПМНЕ ќе почне политички да се троши. Заклучок што имаме, дека со новата влада ќе почне политичкото трошење на ВМРО-ДПМНЕ, американците преку Влен си добиваат еден многу добар верен сојузник кој ќе ја држи идната влада да биде про-ЕУ, за да не избегне од тој колосек и поред тоа што е наша огромна политичка волја тоа да не се случи. И ќе притискаат за супресирање на македонските национални интереси. Тоа ќе биде дефинитивно така, а владењето на ВМРО-ДПМНЕ ќе блика од хипокризии, како што е оваа со Преспанскиот договор, Македонија горда и ќе ја вратиме Македонија во твои раце, со тоа што си признаа дека ќе го почитуваат Преспанскиот договор. Тоа е само почеток. Уште не е ни формирана владата, а они веќе навлегуваат во хипокризија и лаги и двојни стандарди. Значи, тие само ќе се продлабочат. И сега, за крај, се поставува прашањето што е решението
на оваа наша ситуација. Решението е многу едноставно, а тоа е следење на политичката волја на македонецот и барање решенија во склопот на политичката волја на македонецот. А волјата е кристално чисто јасна. Македонецот сака да му се почитуваат неговите основни човекови права и да именуваме оваа држава како што наш ни одговара. Тоест, оваа држава да се нарекува Република Македонија. Враќањето на уставното име е решението на нашите проблеми, а второ решение е да имаме правда, праведна држава и правдини, која оваа држава нас не ги нуди. За жал, автохтоните решенија на одредени професори, на одредени интелектуалци што сега ги има за владење на правото, не се почитуваат, ниту се лиферуваат. Ние во АСНОМ сметаме дека научната студија во судството, изборот на уставни судии, јавното обвинителство, како и решенија за државната администрација, оваа научна студија 2016 година има добиено награда од Бан Ки Мун системско владење на правото против системската корупција. Сите болни точки што ова општество ги има, оваа научна студија ги опфаќа. Но за жал, неговите решенија не се лиферуваат. Ние сме за тие решенија да бидат дел од следната нова Македонија, која ќе се вика Република Македонија. Благодарам и ви пожелувам се најдобро.